Значи денеска сме тука заедно со градоначалникот на општина Центар, господинот Владимир Тодороvić, воедно и кандидат за градоначалник на општина Центар, заедно со Сдруженијата на велосипедисти на градот Скопје, повеќе здруженија има на велосипедисти, заедно со младите од градот Скопје, да го промовираме проектот за поголемо користење на велосипеди во градот Скопје. Ние во изминатиот период, како град Скопје, работевме на создавањето на услови во градот Скопје за возење на велосипеди по тротоарите на улиците во градот Скопје. Обележивме многу патеки за движење на велосипеди. Сакам да истакнам дека како град Скопје и во соработка со општина Центар и во соработка со другите општини ќе го продолжиме тој проект. Значи што повеќе обележени патеки за возење на велосипеди по тротоарите на улиците во градот Скопје, а при тоа ќе бидат отстранувани возилата кои што се паркирани на патеките кои што се обележени за движењето на велосипедистите. Ќе бидат ставени знаци за велосипедистите за да може да се движат по нив, воедно и тука, па и за исто така и на водно, онаму кај што има екстремен велосипедизам. Мислам дека ова е добар начин како алтернативно превозно средство, со оглед на тоа што во градот Скопје се поголема е густината од возила кои што се движат низ градските улици. Се повеќе луѓе возат по еден човек се вози во возилото. На овој начин, ако ги остават своите возила, добар процент од граѓаните се возат со велосипеди на своите работни места и во своите секојдневни обрски, ќе се намали густината на сообраќајот во градот Скопје. Воедно, возењето на велосипед е и од здравствен аспект е подобро и од еколошки аспект, и подобро е и исто така од смалувањето на гужвата, од сообраќајната гужва која што е во градот Скопје. Јас би сакал да истакнам големата соработка што имавме со господинот Владимир Тодороvić во изминатиот период на ова поле, секако дека во прилог на сето ова и правењето на катните гаражи во градот Скопје од страната на град Скопје, од страната на општина Центар, од страната на владата на Република Македонија, заради тоа што правењето на катните гаражи и уредувањето на паркинзите се овозможува да возилата се тргнат од тротоарите и од велосипедските патеки, бидејќи за да ги тргнете, вие треба да им дадете место и алтернатива кај што треба да паркираат. Тоа е од еден аспект и од другиот аспект што реков да што повеќе се смали бројот на користењето на бројот на возила, особено во градското подрачје кога се движат граѓаните од останатите општини па доаѓаат во централното градско подрачје, и на тој начин сакаме да допринесеме за почист воздух, поголема екологија во градот Скопје. Тука се издруженијата на велосипедисти во градот Скопје. Ние и досега имавме соработка со овие здруженија. Ќе продолжи нашата соработка и јас за прв пат би сакал да истакнам дека ние ќе ги разгледаме и законските законите во Република Македонија, оние кои што се однесуваат од законите и правилниците од сообраќајен аспект, за да може да и дел од коловозите да бидат обележани со велосипедски патеки, онака како што сме гледале во Европа и во европските градови, онаму кај што нема можност на тоа да биде по велосипедски патеки, онаму на делот на тротоарот после вишињаците, да биде барем во некои земји сме гледали зимање на дел од коловозот, тоест обележување за движењето на велосипеди. Така да сметам дека ова во наредниот 4-годишен период за мандат за кој што ја бараме довербата од граѓаните и јас и господинот Владимир Тодороvić, и се надевам дека ќе добиеме таа доверба, ова ќе биде една од нашите приоритетни задачи.